Веќе ја почнуваме и втората година откако живееме со вирусот COVID-19, кој е присутен из целиот свет и кој донесе глобални промени во сите сегменти во општеството. Никој не треба да ги заборавиме и сите други здравствени проблеми за кои се соочуваме секојдневно. Сдруженијето Ренална поддршка има поддршката од општината согласно нејзините можности и ингеренции. Моите сознанија се дека во текот на целиот месец март, како месец на бубрегот, ова сдружение ќе има низа активности согласно протоколите. Јас како градоначалник, но како и дел од бизнис секторот, ја давам мојата лична поддршка во ова сдружение. Во заеднички договор со сдружението, кога ќе се смири целата ситуација, ќе организираме состаноци и со поголемиот дел од бизнис секторот, се со цел да се вклучат во поголем дел на компании кои ќе дадат поддршка со својата личен придонес на ова сдружение. Јас бев и директно вклучен во процес на лекувањето на Дарко, со лична поддршка, со поддршка од сите вработени во локалната самоуправа, со поддршка од бизнис секторот и сето тоа ме прави горд и драго ми е што бевме во можност да помогне на еден млад човек. Сакам и гласно да истакнам дека давам целосна поддршка на дарувањето на органи, една процедура што во нашата земја е далечна, но радува фактот дека полека се вклучуваме кон светското здравство и се надеваме дека во блиска иднина ќе имаме развиен систем за дарување и лекување на органи. Од моје име, голема благодарност. Прво да се представам, јас сум Дарко Митков од Кавадарци, еден од основачите на ова сдружение Ренална поддршка. Голема чест и благодарност до вас што денес сте овде заедно со мене на овој важен ден за мене и за сдруженијето. Приказата која што се не давам, мислам дека ќе допре до вас. Причината поради тоа што е основа на ова сдружение и да испратиме порака до сите вас и до цела јавност на Република Македонија дека да даруваш орган не значи дека губиш нешто. Под мотото биди хуман, биди донор, спаси живот. Мојата приказна започнува кога од мал по ходници, по болници, сето тоа по сите тие врати, се додека на моја 17 годишна возраст не почнав на диализа. Откако почнав на диализа, тоа беше многу за мене тежок период. Во тој момент ми се најдоа најмногу моите пријатели Илија Стамков и Јане Велковски, кои заедно го основавме ова сдружение под мотото да докажеме дека и кон сите напори можеме да успееме. Моите пријатели Јане Велковски и Илија Стамков ме поврзаа со мојот поранешен доктор Ристо Симеонов, по кој што покрај него заминав на операција во Република Турција. Сакам да се заблагодарам на господинот Митко Јанчев кој ми пружи голема и несебична поддршка за мене и несебично сега што ја дава поддршката на ова сдружение ново оформено. Благодарност до сите што сте овде уште еднаш да повторам и да кажам за крај порака: биди донор, биди хуман човек, спаси живот. Благодарам. Како најчест предизвикувач на бубрежните болести во човековиот организам е хипертензијата, тоест покачениот крвен притисок. Поради тој крвен притисок најчесто настануваат аномалии на бубрежните клетки. Потоа, шеќерната болест, диабетис мелитус, исто така и како ризик фактор, значи нерегулираниот диабетис мелитус предизвикува оштетување на бубрежната клетка, а со тоа и на целиот бубрег. Како трет ризик фактор е покачената телесна тежина, а исто така постојат и генетски предиспозиции кои што се јавуваат во фамилиите со поколенија. Исто така, за оштетување на бубрезите фактори се и разлите микроорганизми, бактерии, вируси кои што предизвикуваат гломерулонефрити, воспалување на бубрезите, исто така обструктивни аномалии кои што ја
ја укочуваат функцијата на бубрезите, тоа се формирање на така наречените песоци и камените во бубрезите, кои што предизвикуваат обструкција на функцијата на бубрегот и до негова аномалија. Исто така, тука предизвикувачи на бубрежните болести се разни тумори, различни аномалии кои што може да бидат од вродени, од самото раѓање или предизвикани со повреди, например разни повреди на мочните патишта, кои што предизвикуваат формирање на ожилци и тие ожилци ги обструираат овие мочни патишта, а со тоа се намалува и функцијата на бубрезите. Кај нас органодарителството е регулирано со Законот за земање и преседување на делови на човечко тело заради лекување. Како делови од човечкото тело се сметаат органите и ткивата, и истото мора да биде медицински оправдано и да представува најповолен начин за лекување на пациентот. Дарувањето делови од човечкото тело мора да е доброволно. Истото не смее да биде предмет на трговија, односно без надомес се врши. Кога зборувам за надомес, овдека се смета дека забрането е давањето на услуги или други погодности за тој што го дарува органот или за неговата фамилија. Кога станува збор за кадаверична трансплантација, овдека станува збор за два начини на вршење на истата, и тоа преку правна презумпција, односно недобиена согласност, и вториот начин е со добиена согласност. Морам да нагласам дека мора да постои мозочна смрт за да бидете дарител. Според овој закон, секој човек кој што доживува мозочна смрт е органодарител. Меѓутоа, каде е недореченоста во нашиот закон, мора да постои согласност од страна на фамилијата. Затоа е многу битно да се поткрене јавната свест и да се зборува за тоа јавно во секоја фамилија, во друштвото со другарите. Значи, секој да може јасно да ја каже својот став, дали сака да биде органодарител или не сака да биде органодарител. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.